денот на подготвителното рочиште, спротивната страна рече дека ќе очекува од вас вие да докажете со вашите докази тоа што изнесете на пресконференција. Со кои докази располагате, евентуално да поискувате ли да се извините? Да, беа изнесени од наша страна доказите, меѓутоа ова е уште еден блед обид на Министерката за одбрана. Гледате дека таа самата има доставено едно мислење, односно вештачење од психијатар, од специјалист психијатар со кој што сака да ја манипулира јавноста, односно за својата емотивна и психолошка состојба. Гледате дека и самиот премиер кажа дека тоа вештачење е само за потребите на судот, а не и за потребите воопшто, значи во текот на работењето. Ја ценам дека еве тоа не би требало така да биде. Ве повикувам вас како новинари да проверите дали има на друг таков случај каде што во светот генерално, каде што психичката и емотивната состојба на едно лице се однесува само за потребите на судот, а не и за потребите на општото работење. Мислам дека јавен интерес е тоа и тоа треба да се подистраши. Благодарам.